Во 38-та епизода на Шорткат ќе гледате. Во Полошкиот регион нема ниту едно засолниште за згрижување на жени жртви на насилство. На 4 јуни матурантите ќе го полагаат испитот на зрелоста. 13 годишниот математички гений Или Морина беше нагости кај министерот за образование и наука. Здраво на сите, јас сум Гоше, а ова е Шорткат, нашите вести за млади. Останете со нас. Тридневната меѓународна конференција за отворени податоци, која се одржа во организација на Фондацијата Метаморфозис, ги обедини клучните институции и експерти од Западен Балкан да зборуваат отворено за податоците. Македонските институции и граѓанското општество стануваат се повеќе свесни за важноста од отворање на податоците, но како што повеќе се навлегува во овој процес, така испливуваат и предизвиците со кои институциите се соочуваат при објавувањето на податоците. За време на конференцијата, иновативните идеи на младите победници на дата хакатоните, кои претходно ги организираше Фондацијата Метаморфозис, го докажаа својот голем потенцијал на локално и светско ниво. По презентациите на младите програмери и бизнисмени следеа голем број позитивни реакции и желба од публиката, овие апликации да се вткаат во поголеми, како Smart Cities, затоа што би биле многу корисни не само за локалното население, туку и за странските посетители. Исто така, на изненадување на панелистите, програмерите добија понуда од Меѓународната федерација на бизнисмени и инвеститори за едногодишна бесплатна реклама на нивните продукти во Египет и Емиратите. Само неколку дена по сторијата на МetaМК за 13 годишниот математички гений Или Морина, министерот за образование и наука Јетон Шакири се сретна со него и со 7 годишниот Македон. Една од темите на разговор за време на средбата, како што за МetaМК изјави мајката на Или, Имране Морина, била токму во врска со потребата за отворање можност за улеснување на понатамошното школување на Или, за тој да може побрзо да се запише во средно училиште. Министерот на момчињата им ветил стипендии и им подарил книги. Поддршката за талентите, како што објасни Шакири, почнува со нивно идентификување, во што неодминлива е улогата на наставниците, кои потоа работат со овие деца. Исто така, со сет политики, мерки и активности се вреднува, стимулира и потикнува трудот на надарените, креативни и талентирани ученици. Мај е месец за маторски прослави, но и за учење пред предстојното полагање на испитот на зрелоста. За државна матура, која е услов за упис на факултет, годинава се пријавиле да полагаат безмалку 16.000 матуранти. Содржините и лекциите кои не беа предадени и усвоени поради штрајкот, нема да бидат земени предвид при оценувањето. За тоа што ги очекува учениците во завршна година, повеќе ќе дознаете во следниот прилог. Речи се 16.000 средношколци ќе полагаат државна матура. Подготовките за испитот на зрелоста се во тек, а на испитите што предстојат нема да има прашања од материјалот кој не беше научен заради штрајкот на просветниците. Елизабета Нумовска, директорката на Државниот испитен центар, кажа дека речиси 1600 матуранти кои не успеа да ја положат проектната задача заради прекинот на наставата, тоа можеа да го сторат заклучно со 16 мај. Проектната задача е составен дел од државната матура. Таа е проучување на проблем што ученикот го избира од некој од наставните предмети. Испитните прашања ги подготвуваат универзитетски професори. Она што е важно за матурантите е дека нема да има прашања од оние лекции кои биле планирани, а не беа реализирани поради штрајкот. Значи, нема прашања да има од април и мај, туку целокупниот материјал од прва до четврта година, заклучно со месец март ќе биде, и тоа може матурантите да се уверат на денот на полагање на екстерните испити. Очекувам дека и во училиштата, бидејќи на страната на матура се ставени скратените испитни програми за интерните предмети, наставниците во тој контекст ќе ги изготват интерните испити, ќе им ги понудат во тој базен на прашања кои треба 2-3 недели порано да го понудат ученици и таму да ги отфрлат оние содржини, лекции што биле планирани, а не биле реализирани за време на штрајкот. Испитите ќе се одржат на 4 и на 13 јуни во 10 часот. На 4 јуни се полага мајчин јазик, а на 13 англиски јазик или математика. Ако некој ученик е оправдано одсутен од испитите, има право да полага во истиот испитен рок. Најголем дел од наставата, поради пандемијата, средношколците ја следеа онлайн.
За матурскиот испит тие се подготвуваат со нивните професори и онлайн и со физичко присуство. Инаку штрајкот во образованието започна на 11, а траеше до 29 април, кога беше ставен во мирување. Во Полошкиот регион нема ниту едно засолниште за згрижување на жени жртви на насилство. Според минималните стандарди на Советот на Европа, во овој регион треба да има засолниште со најмалку 25 семејни места. Овие податоци произлегува од спроведената анализа за достапноста на специјализираните сервиси за жени и деца жртви на родово базирано насилство и семејно насилство во Полошкиот регион. Во рамките на овој проект се одржаа и циклус работилници посветени на подигање на свеста за правата на жените што се жртви на насилство, преку стекнување на знаење и вештини од доменот на превенција на семејното насилство и насилство врз жени и деца, во кој учествува и студентки од одсекот психологија на Државниот универзитет во Тетово. Jemi shumë të lumtur që kemi kaluar një punëtori shumë efikase për ne, si dhe edhe për vetëdijsimin e popullatës, dhe jemi me qëllimin që sot do të kemi mundësinë që atë që kemi mësuar gjatë këtyre jave, të kemi mundësinë që të njëjtën ta transmetojmë edhe te popullata jon, duke i vetëdijsuar ato për ngritje të vetëdijes dhe për me qëllim që të kuptojmë barazinë gjinore. Jemi këtu sot për të ndarë disa informacionet tona dhe gjithashtu për të marrë informacione nga popullata, të shohim se ku qëndron vetëdia. Dhe në qoftë se shohim që ka nevojë, që besoj se do mundemi dhe do kemi mundësinë që t'ju japim ndihmën që ta kuptojnë, të vetëdijsohen që gratë dhe burrat janë të barabartë dhe të gjithë kanë kapacitetin për të arritur gjërat që ja kanë vendosur vetes. Уште еден важен настан кој се случи минатата недела е одбележувањето на 70 годишнината на Економскиот институт Скопје. Директорот на Економски институт Скопје, професор доктор Зоран Јаневски, во своето обраќање се осврна на 7 децении постоење на институтот, кои значат континуитет и развој во сите сегменти на неговото досегашно делување. Научно-истражувачката и издавачката дејност, градењето на соработка и партнерства и проширувањето на образовната дејност во напредните степени на високото образование. На оваа високообразовна институција досега магистрирале повеќе од 900 студенти на повеќе студиски програми на втор циклус на студии од областа на економските науки, организацијските науки и управувањето, а докторирале повеќе од 250 доктори на науки во 3 научни области. За крај, по повод 20 мај, Светскиот ден на пчелата, ви пренесуваме моменти од посетата на екипата на Мета МК на пчеларникот на Мирче Милошевски. Неговата порака е: подарете и љубов и внимание, пчелата ќе ви возврати многу повеќе. Ви благодариме што останавте со нас до крај на оваа епизода на Шорткат. Покрај Instagram, Facebook и YouTube, од неодамна можете да не следите и на TikTok. Отворени сме за сите ваши предлози или коментари. Се гледаме следната недела во истото време. Поздрав!